Министерот за економија Кришник Бектеши најави намалени цени на основните производи и решавање на проблемот со топлинската енергија со помош на когенеративната термоелектрана Тето, која ќе започне со работа на 1 ноември. По средбата со представници на прехрамбената индустрија е најавено дека цената на основните прехрамбени производи како лебот, печивата, брашното, маслото за јадење и млекото во наредниот период би можеле да поевтинат за 10%, со што ќе се сопре вртоглавиот скок на цените изминативе неколку месеци. Бектеши најави дека владата ги подготвила мерките со кои компаниите на основните прехрамбени производи ќе може да набавуваат струја по поповолна цена од 100 евра по мегават час, што е двојно или тројно пониско од сега. Пониската цена на струјата ќе овозможи производите да се продаваат за цена која што е прифатлива за граѓаните. Проценките се дека за еден месец треба да се стабилизира пазарот, па потоа за 10% би можела да се спушти цената на основните производи. Според него, владата има механизми во случај на злоупотреба на цените да се донесат одредени одлуки согласно мерките за замрзнување на одредени цени на основни прехрамбени производи. Председателката на ЕУ Урсула фон дер Лајн, која вчера беше во посета на Скопје, соопшти дека од пакетот помош на ЕУ за регионот 80 милиони евра се наменети за Македонија. Земјата ќе ги искористи средствата најверојатно како директна поддршка за најранливите категории граѓани и за микро и малите предпријатија. Министерот е дециден дека ќе се обезбеди топлинска енергија со работата на Тето. За сега АДСМ целосно ги задоволува потребите за струја на домаќинствата и на малите потрошувачи, исклучиво од сопствените домашни капацитети.